Социјалните мрежи повторно се во центарот на вниманието на Капитол Хил. Остануваат само неколку дена од овогодинешните седници на Конгресот, а сенаторите на Републиканската и на Демократската партија бараат од представничкиот дом да го усвои законот за безбедност на децата на интернет. Имаме закони кои што ги штитат децата од опасностите од алкохолот, тутунот, огненото оружје, ги штитат од сајбер малтретирање, од изложеност на сексуална експлоатација или порнографија. Во виртуелниот простор ги немаме тие закони. Blackburn е ко-спонзор на законот, прва легислатива од 1998 година, која ќе обезбеди онлайн заштита за малолетниците. Но председателот на представничкиот дом, републиканецот Майк Џонсон, вели дека е загрижен дека Америката ќе ограничи слободата на говорот. Мислам дека сите ние, 100% од нас, го поддржуваме принципот за заштита на децата. Но тоа не смее да биде прекумерно на штета на слободата на изразување. И конзервативните групи кои сакаат да ги ограничат овластувањата на владата се согласуваат. Не им верувам на владините функционери дека ќе арбитрираат праведно, бидејќи тие по определеност реагираат политички. Видовме што се случува кога политичарите ја користат слободата на говорот за одредени цели. Тоа е опасно и треба да запре. Мораме да најдеме подобар начин да го спроведеме ова и да ставиме уште неколку заштитни огради при спроведувањето. Илон Маск, собственик на платформата за социјални медиуми X, соработуваше со законодавците за да понуди решение околу загриженоста во врска со законодавството, рече ко-спонзорот на демократите Ричард Блументал. Разјаснивме дека нема цензура во овој предлог закон, нема ограничување на содржините, нема блокирање на одредена содржина. Станува збор за избор, давајќи им на младите луѓе избор, но и на родителите, заштитни мерки, вид на алатки за заштита на нивните деца. Технолошките компании Мета и Google се противат на законот. Новоизбраниот председател Доналд Трамп не изгради мислење за ова прашање, но неговиот син Доналд Трамп Джуниор објави на X велејки: можеме да ја заштитиме слободата на говорот и нашите деца во исто време. Манинг вели дека на законодавството што се разгледува нема да функционира во пракса. Државните јавни обвинители ќе имаат можност да преземаат какви било насоки согласно прописите што ќе ги воведе Федералната трговска комисија. Тие потоа ќе можат да ги користат тие насоки за да го одредат ограничувањето на слободата на говорот во контекст на нивната сојузна држава. И на крајот ќе имате 50 различни прописи во 50 различни држави. Претходната верзија на законот беше усвоена во Сенатот со 91 глас према 3. Поддржувачите го охрабруваат представничкиот дом да гласа за законот пред крајот на годината.